Почитуван министер, почитувана македонска јавност, јас денес од оваа говорница сакам да го искористам присуството на министерот за надворешни работи на Република Македонија и сакам да упатам една порака до вас, а конкретно се однесува на вашите залагања и ангажмани околу добивањето датум за преговори за влез на Република Македонија во Европската унија. Но пораката на крај. Почитуван министер, пред една недела имавме можност да слушнеме ваша изјава во медиумите дека европскиот процес не треба да вклучува уцени врз која било земја во Европа или Западен Балкан и потполно се согласувам со вас и ја поздравувам оваа ваша изјава. Но во продолжение рековте, нашите напори за добри односи со соседите не беа наградени. Кога веќе еднаш се изгоревме од нашите јужни соседи, дали очекувавте дека сега источните браќа, како што милува некој да ги нарекува, на послужавник ќе ни сервираат преговори за датум? Да беше толку лесно, веројатно веќе одамна ќе бевме членка на Европската унија, како што се залагаше и претходната власт предводена од ВМРО ДПМН, но ВМРО ДПМН не се коцкаше со државните интереси на Република Македонија. Да, ние сме за влез во европското семејство, но не по секоја цена, а најмалку кога во прашање се доведува нашата историја, идентитет и јазик. Може би, значи, за оваа власт тоа нема да биде проблем, туку реалниот проблем се состои во неисполнетите услови за напредокот на јавната администрација, судските реформи, како и борбата со корупцијата. Ова последново се чини дека никогаш нема да се отстрани и тоа е таа лоша слика која оставаме пред Европа и воопшто пред целиот свет и не ни оди во прилог кога станува збор за рамноправност со останатите земји во европското семејство. И ден денес немаме датум за преговори, немаме одговорност, а имаме уште една жртва која овој пат се вика јазик. Почитуван министер, всушност тоа е мојата порака, која што јас сакам денес да ве замолам да ја пренесете онаму каде што во прашање е доведен токму нашиот јазик. Јазикот не го даваме. Ве молам, не дозволувајте да се осквернави името на Мисирков, да се оспори заложбата на македонските преродбеници, кои уште во 19 век се залагале за воведување на македонскиот јазик во црквите и во училиштата ширум Македонија. Да не дозволиме да се погазат имињата на сите македонски јазични и културни дејци, кои во минатото правеле тешки напори да денес имаме јазик кој е посебен и рамноправен со останатите кои припаѓаат во јужнословенската група јазици. Ако цената која треба да ја платиме за датум за преговори е нашиот јазик, тогаш да дадеме до знаење дека таа цена е премногу висока и воопшто да дадеме до знаење дека нашиот јазик и нашата држава не се на продажба. Може да се тргува единствено со она со кое некој лично го стекнал, но никако не смееме да тргуваме со она што е колективно и во случајот што им припаѓа на сите граѓани на Република Македонија. Затоа, почитуван министер, барам од вас и ве замолувам да ја пренесете оваа порака до оние со кои се договарате и преговарате, дека македонскиот јазик и македонскиот идентитет не се на продажба, а за нив воопшто не треба ни да се преговара. Вие како министер, кој ги застапувате интересите на Република Македонија надвор од нејзините граници, имате должност да го сторите тоа. Однапред ви благодарам.